Почитувани, добро утро и од мене. Ние продолжуваме со програмата на Слободен печат, а според сценариото кое што пред малку го видовте, време е за нашиот прв гостин овдека во студиото. Доколку видовте, доколку не, моје да го најавам, тоа е техничкиот министер за труд и социјала, господинот Ѓоко Велковски, ова утро гостин во Слободен печат. Господин Велковски, добро утро и добро дојдовте во Слободен печат. Добро утро, благодарам на поканата и поздрав до нашите гледачи. Темата за вашето гостување е доста интересна овдека утрина во Слободен печат, меѓутоа пред да започнеме за онаа проблематика, би сакал и редно е да запрашаме од оние обични прашања кои што граѓани го мачат, односно јавноста македонска, е тоа околу изборот и именувањето на новата влада, информациите кои што некако во јавноста недостасуваат. Па еве, ако може на самиот почеток едно прашање во тој поглед, се уште не е формирана владата, кога можеме народот, македонската јавност да видиме некои од имињата кои што ќе сочинуваат македонската влада? Имате ли некакви први сознанија како човек кој што доаѓа од ВМРО ДПМН? Така, легитимно нели граѓаните после оној избор нели што се случи на 8 и бројот на освоени нели партенички мандати во собранието на Република Македонија е нормално да очекува нели одредени имиња, меѓутоа еве во текот на утрешниот ден нели има едно нели прегласување во 5-та и 6-та изборна единица на неколку избирачки места. Таму треба да се почека нели оној како ќе биде со односот на пратеници, дали ќе се измени истото или ќе остане нели постоечкиот кој што беше на 8 мај. Па потоа се затвори нели тој процес за да може собранието по некоја мислам дека динамика 28 мислам дека мај да направи нели првична седница, па потоа да може да се додели мандатот на мандатарот, односно на ВМРО ДПМН во случајот како со најголем број нели на освоени пратенички места и потоа нели да се говори за во оние 20 дена законски да се говори за владата. Преговорите, кои што знаете, и јавноста нели е запознаена, се во тек со оние нели коалициони партнери кои што треба да не бидат утре и во едната влада, односно Вреди или Влен од албанскиот опозицијски блок нели во моментов. Преговорите се во тек, мислам дека со добра динамика и да оставиме уште некој ден што се вели до крајот на неделава за да може да се обзнанат одредени нели имиња кои што ќе бидат барем во првиот ешалон е условно кажано или оние министерски конкретно места. прашање отворено дали во тој ешалон се вбројувате и вие и вашето име како можеби ете иден министер за труд и социјална политика, отворено прашање. Така, па би сакале и еден отворен одговор, дали ги очекувате сите ингеренции мандатарот да ви ги достави на вас, односно да ги преземете вие? Така, малце прашањето нели кога е лично, секогаш е претпоставувам дека потешко, меѓутоа што беше важно? 100 дена како техничка влада или како технички министер во случајот јас нели на Министерството за труд и социјална политика да го спроведам нели како министер и како техничка влада. Мислам дека успеавме во она што го зацртавме како и политичка партија, меѓутоа нели како луѓе. Нормално е така после еден таков успех да очекуваме така да вистинските луѓе бидат ставени на вистинско место, така да еве секогаш нели човекот кој ќе сработи и природно нели да има одредени очекувања, меѓутоа на крајот така политичката партија ВМРО ДПМН, Централниот комитет и претседателот Христијан ќе одлучи така кој на која позиција ќе биде поставен, меѓутоа на крајот денот е важно повторно да бидеме нели во полза на граѓаните и да го сработиме тоа што ќе ни биде дадено како доверна уште само едно прашање сосема кратко на почетокот и потоа ќе преминеме на оние тематските прашања кои што би сакал да ги прокоментираме во емисија. Тоа е во однос на сите оние шпекулации кои што се однесуваат за првиот човек на парламентот, имено во изминатава недела поради нетранспарентност или недоволно информации во јавноста се шпекулираат повеќе имиња, па еве прашање дали ВМРО ДПМН ќе со оглед на освоениот број на мандати во парламентот ќе ја задржи, односно ќе има функцијата прв спикер на парламентот.
Да, Или тоа ќе пристан имаше, тоа е препадне на влен коалицијскиот во преговорите нели што се случува помеѓу двете партии, меѓутоа во мора да помине денеска и пред некој ден изјави претседателот, легитимно има над 61 пратеник, значи веќе и мнозинство условно, така да позициите кои што ги имаме денеска како политичка партија за стабилност во самиот парламент, мислам дека се многу добро дефинирани. Пак ќе речем да завршат нели самите преговори, меѓутоа сметам дека со тој број на пратеници даваме така еден сигнал кој што наметнува нели го наметнува одговорот на прашањето така кој треба да биде легитимен спикер во Собранието на Република Македонија, меѓутоа нека се завршат преговорите и ќе дефинираме. Македонската јавност подолг временски период чека, се надевам дека нема да биде уште долго. Меѓутоа ајде да преидеме на оние проблематики кои што ги покривате вие сте експерт, ајде да не кажам назначена личност со одговорност. Слободен печат господин Велковски дојде до информации кои меѓу другото се причина за вашето денешно гостување овдека во емисијата. Тоа е дека со години наназад, особено за време на пандемијата, не се пресметува или погрешно се пресметува сумата на дел од социјалната помош која се исплаќала на различни групи на луѓе, особено оние најзагрозените. Суштината проблемот е дека согласно Законот за социјална сигурност сумата која се исплаќа треба да се усогласи со трошоците за живот. Сведоци сме дека имавме инфлација, дека имавме пандемија, поскапување на корпата за живот. Дали ова како технички министер имате информации што точно се случува и каков проблем вистински станува збор? Точно ви се информациите. Ете, во Стодена не успеавме, нели, можеме да ги решиме сите прашања. Бидејќи некои беа врзани со, знаеме, владата, нели, како техничка, со изборните процеси, не се можеше да се реши за тие Стодена, бидејќи буквално, знаете, гледате како функционира една техничка влада, буквално на техничко ниво. Затоа е така наречена, претпоставам дека. Она што го имате како податок, претпоставам што сте дошле, е точно и прецизно, дури можеме со точни бројки да... За колкав број на семејства станува збор и каква сума не е исплатена на овој тип на граѓани? Станува збор за над 9000 семејства во моментов, значи тоа се приматели на гарантирана минимална помош и на детска заштита, значи на правата од овие две категории. 9000 семејства кои што треба да им се исплати ова корекција, односно поради инфлацијата, статистиката за пораст на животните трошоци што се случува на почетокот на секоја година, се случува така нели и во 20, 21, 22, 23 и 24 година, за жал не се постапувало по најголеми од Зошто е тоа така? Следува прашањето и дали ресорниот министер кој што се уште е активен, односно актуелен, е запознат со оваа проблематика и овде наведе уште едно прашање за колкава сума на пари станува збор со кој што се оштетени граѓани, ако може така слободно да се каже. Така и може да се каже, меѓутоа ќе направиме и за тоа корекција, станува збор за 1,7 милиони евра. Значи или 100 милиони денари вака во пресметките кои што ги имаме денеска во министерството и тоа треба да бидат средства кои што треба да бидат по закон исплатени на корисниците на социјална помош. Зошто не се исплатени? Не се прави ни корекции на решенијата. Треба секоја година по објавување нели на оние пораст на животниот стандард, на статистика што го објавува, да имаме и корекција на решенијата. Меѓутоа центрите, поради тоа што го констатиравме и го зборев повеќе од 100 дена во оваа техничка влада, дека системот во социјалната заштита, односно во центрите за социјална заштита, за жал во даден момент не функционира. И тука е причината, каде што немаме корекции на решенијата, односно нели да бидат коригирани за оваа Ќе се исправи ли оваа неправда? Запознаете ли ресорниот министер, односно министерка кој што е се уште раководи со ова министерство? Заменичката кој што е Јованка, претпоставам дека треба да ги има овој податоци, не може да ги нема така еден министер како што јас денеска ги имам и сум се заинтересирал бидејќи така едно само решение да погледнете, ќе знаете дека нема корекција, бидејќи сумата која што се исплаќала во 20-та е иста и во 24-та, што нема така никаква логика, тоа е проста математика. Веднаш ќе видите дека има проблем. Меѓутоа треба да отидете да видите. Така да отидете доле на терен, да видите едно решение, да видите дека нема постапено поднос на истото и така дојдовме до токму ова сознание и ние како и јас како министер технички и истото ќе биде исправено. Значи веднаш после формирање на новата влада
и новиот министер независно Дали во исправувањето на оваа круцијална грешка за кој што можеби се оштетени граѓаните, а се оштетени, ќе има институционална разврсница? Дали ќе се преземе некаква кривична одговорност, бидејќи одговорноста недостасува во државата, недостасува не е само во изминатите период на минатата влада, него недостасува 30 години. Дали одговорност ќе има од следната влада и од следниот мандатар? Тука не донесе, мислам дека токму ова што кажувате не донело до тука. Зборам за многу да има пропусти, имавме и други сознања нели во самото министерство кои што беа токму направени поради тие системски грешки или пропусти или неработење на сите структури кои што се поврзани во социјалната заштита доведува токму до ова. Ние треба, сметам дека треба да го рестартираме системот за социјална заштита. Дали треба да бидат некои одредени луѓе санкционирани, да, доколку направиле директна штета на граѓаните, така и или на буџетот на министерството, треба да има одговорност. И тука немам дилема. Меѓутоа, многу поважно мислам дека во дадената ситуација во ова министерство е да се направи рестарт буквално на системот за социјална заштита. Возможно ли е тоа, господин Велковски, да се направи колку временски период, бидејќи граѓаните чекаат, граѓаните веќе се живееме со околу висока стапка на сиромаштие во земјата, се кратат пари поради нестручност, нетранспарентност, непрофесионалност на дел од администрацијата. Треба некој само да биде над ситуациите. Значи не треба да биде министер само за да биде министер да седи во таа фотелја, треба да работи. Значи треба да биде доле со граѓаните, треба да биде заедно со центрите за социјална работа и секој ден предизвик да се разгледа детално и да се најде решение, а не да се преќутува тоа, да се става по тепик и повторно да... Тоа го слушавме и пред да дојде изминатата, односно гарнитурата во заминување, дека треба да се работи, меѓутоа изминаа толку години, резултатите сега еве вие како технички министер се уште проблемите испливуваат на површина. Имате одговорност. Така до 2016 не дека немало проблеми. Еве така и сум бил и во тоа време во министерството, знам како функционира и слично, меѓутоа проблемите само се станувале продолжни. Не се решавале. Затоа и денеска имаме ваква состојба ситуации каде што и на што се вели тековни работи се правеле пропусти на штета на граѓаните. За жал. Меѓутоа ќе ги справиме, навистина може. Верувам во системот, верувам во луѓето кои што работат во системот за социјална заштита и сметам дека навистина има луѓе што се професионалци што може да направат разлика во дадена ситуација. Кога станува збор социјалната заштита и тој дел од сегментот на секоја влада без оглед на тоа кој е на власт, секогаш е сензитивни се реакциите кај граѓаните, меѓутоа за време на кампањата и изминатиот ваш период како технички министер, вие обзанивте криминал во висина од 2,5 милиони евра. Поправете ме ако грешам во некој во министерството кои се исплаќани спротивно на законите, односно на лица кои не ги исполнуваат условите. Што стана со тие лица и ако може едно прашање, кои се последните информации околу оваа афера, ако можеме да кажеме, бидејќи раководното лице ја демантираше дека станува збор за некаков криминал. Денеска, ако ги гледаме исплатите, односно решенијата кои што се во самите центри за социјална работа, ќе видите дека по основ на тој скандал кој што беше со моторните возила, конкретно 1200 решенија беа прекинати. И денеска тие луѓе после 2, 3, 4 или 5 години кога што примале социјална помош, веќе не примаат и веќе сме во постапка за да се задолжат нели овие луѓе да се ги вратат средствата во министерството, така да тоа што го говореа од Социјалдемократскиот сојуз, конкретно заменичката министерка, дека не се точните информации, тие се многу точни, прецизни со конкретни бројки решенија прекинати. Значи тоа е реалност. Одговорност. Треба да има и тогаш рекол дека треба да има одговорност, бидејќи станува збор за еден систем кој што е вака доста обемен. Сметам дека ќе идеме чекор по чекор за да точно се прецизира, бидејќи денеска веќе знаеме каде настана нели проблемот и каде имаме конфликт на оние податоци. Полека веќе се отвара, зборам, состојбата за да видиме каде била одговорноста. Меѓутоа се работи сепак за голем случај. Може ли овие наоди ваши кои што во јавноста ги споделивте и овдека во емисијата, може да ги очекаме како први чекор доколку бидете министер во новата влада токму во овој ресор во првите 100 дена да излезете со било какво или некакво конкретно решение и одговорност за овие настанати проблеми? Не само за ова со моторните возила, ќе има и други состојби. Верувајте дека после новата влада, со новата влада во првите 100 дена ќе има и нови состојби каде што ќе се обзнаат токму вакви ситуации поново,
каде што ќе имаме ваква појава, тоа сум сигурен бидејќи имаме индици, меѓутоа се проверува. Да не истрачуваме така да кажеме заклучоци без да имаме конкретни докази и сознанија. Кога ќе биде тоа така, ќе обознаниме, а секако пак ќе кажам дека треба одговорните лица кои што предизвикале вакво нешто, сметам дека треба да бидат одговорни пред законот. Тука сме ние како медиуми да ја следиме работата и вашите ангажмани по изборите. Господине Велковски, одека би сакал да ве запрашам уште една сериозна тема. Тоа е во однос дека во вашата предизборна програма дадовте едно сериозно ветување. Излези вашиот лидер Христијан Мисковски, кој што рече дека пензионерите во првата година од новиот мандат на новата влада ќе добијат зголемување на пензиите по 5000 денара, независно од која група на пензионери станува збор. Прашањето е дали останувате на ова ветување и дали сите овие најави може да го пореметат пензискиот фонд, имајќи во предвид дека бевме во економска криза, дека има гласини дека пензискиот фонд е празен, па колку е реално ова ветување? Ветувањето е многу реално и тоа што го кажа и нашиот председател, утре иден премиер, и јас многу наврати мислам дека исто така го искомуницирав со граѓаните, се сретам со многу пензионерски здруженија, односно пензионери во Македонија. Тоа е реалност која што треба да биде остварена. Тоа е нивно барање. Првично, знаете дека произлезе од оние нивни протести кои што ги организира уште од 23-та година, така да барањето е буквално нивно и ние го разгледавме како политичка партија и беше прифатено. Каква е состојбата во пензискиот фонд? Состојбата Тренчевска излезе и на неколку пати пред изборите и за време на изборните кампања зборуваше и говореше дека е стабилно. Па не знам што е точно, се од една страна напаѓаше дека тоа што го говориме ние со 5000 денари ќе предизвика нели одредена штета, од друга страна кажува дека е стабилно, сега не знам што тоа е кај нив. Кои се вашите информации? Точно. Вака, пензискиот фонд е генерално е стабилен. Нормално така со одредени осцилации и слично одредени периоди, меѓутоа и со малиот недостаток на информации, бидејќи пензискиот фонд и не беше во нека сериозна соработка со министерството, иако се обративме со многу дописи, преписки, знаете дека функционира нели самостојно нели по сите ингеренции што ги има. Независно од тоа, мислам дека ова од 5000 денари зборам покачување што се случи во два наврата нели по два пати во септември и март на 25-та година, тоа е една година нели од кога ќе биде така и ветувањето наше во изборната програма, да 5000 денари бидат реалност на пензионерите последната година и тоа ќе биде така. Нема да направи оштетување. Не само дали ќе предизвика и менување на методологијата во однос на усогласувањето на пензиите? Тоа што значи дека законска измена мора да постои, бидејќи за да се метнат тие два пати по нели 2500 сега ќе бидат денари, односно 5000 како целина, мора да има одредена законска измена и методологијата мора да се промени по тој принцип за да може да се доделат тие парични средства на сите пензионери во Македонија. Тоа ќе биде само првата година или секоја година? Вака, 5000 денари е ветување што ќе биде основица, што ќе биде на основицата првата година. А потоа усогласувањата кои што ќе треба да ги видиме дополнително зборам како и влада утре и како министерство, што значи сегашната методологија и што предизвика, бидејќи досега предизвикуваше 500, 600 или 700 денари зголемување годишно на пензиите на пензионерите. Меѓутоа, дали е тоа исправно така, ќе треба да се направат дополнителни анализи за да видиме дали исто треба да биде коригирано во правец на тоа да вистински се следи инфлацијата по однос на нели покачување на пензиите. Така да тука ќе имаме една година време за да може да направиме една таква анализа која ќе биде потребна за да донесеме конечна одлука. Пензиите кога затворивме тоа прашање околу пензиите, овде следа уште едно до две прашања во интерес на времето, би сакал да ги одговориме, а тоа се законот за работи односи кој што 5 години наназад се говори за негово реформирање, за донесување на таков работнички устав, ако можеме слободно, ако можам да се изразам. Кои се вашите планови, евентуални на новата влада, не ве прашам лично како министер, можеби за труд и социјала, во однос на ова прашање? Разговор со работодавците, разговор со синдикалните
движења. лидери, така. Го започнавме тој процес, иако технички министер веќе го започна процесот за да седнеме така да отвориме една дискусија и со работодавците, значи со сите тие што се легитимни, се видовме, значи со синдикати и репрезентативни и нерепрезентативни, со сите се сретнаме дури повеќе пати. Значи не еднаш како овие 120 дена веќе претпоставувам дека поминуваат. Така да веќе одредени барања знаеме во кој правец се движат, нормално дека знаеме дека синдикатите и работодавците дека секогаш тешко се така доближуваат до нивните ставови, меѓутоа нашата улога како идна влада и така како министерство е да ги приближиме што е можно поблиску и после 5 години да тој закон види навистина светлина. Внатре има претпоставувам дека одредби, она што ми го укажа и што го може да го видам од истиот, кои што се можеби веќе застарени, треба да бидат, значи да добијат нели освежување, бидејќи нешто што било пред 5 години денеска не е реалност во Македонија или светски тренд, така да навистина ќе отвориме прашањето и сметам дека треба за многу брзо време, а тоа е еве да не давам така одредени рокови дали ќе биде 6 месеци или година дена, меѓутоа за многу брзо време мора да продуцираме закон кој што ќе биде во полза на сите, така да тоа го очекуваат и работодавците и синдикатите. Тоа е нивно очекување и ние мора да го исполниме како една влада за многу брзо време. Кога сме кај синдикалците, уште еден проект ги разводи нивните страсти и граѓанските здруженија, тоа законот за ангажирање на сезонски работници, за кој што во јавноста се прошири глас дека ќе ја врати онаа позната плата во плик. Или сива, нели, онаа економија. Тоа е некој предлог закон кој што бил на читање во собрание, бил предложен, бил разгледуван на одредени комисии. Треба исто така да претрпи промени, бидејќи нашата индиција како влада и како политичка партија секогаш било да се намали нели сивата економија, да биде се во системот, бидејќи само на тој начин ќе имаме стабилен систем и пензиски, така и здравствени од секој еден тип. Така да тоа ќе се ревидира, немаме интенција да даваме така пари на рака. Сега се биде преку системот за УЈП, така за даноци се плаќаат и слично, само на тој начин ќе градиме стабилен систем. Се друго ќе значи дека Господин како ќе градиме стабилен систем кога младината ни се одселува, кога имаме увоз потреба од работници од странство, како ќе градиме стабилна иднина кога недоволни, неквалификувани лица се на работни позиции во министерствата, во администрацијата. Очекувате ли реформа вистинска кога станува збор? Имено поранешниот премиер Димитар Ковачевски на почетокот на неговиот мандат изјави дека за 30% ќе се намали администрацијата. Видовме пројде неговиот мандат, имаше зголемување. Кои се вашите планови во однос на администрацијата и професионализација на тој сектор да биде вистински сервис на граѓаните? Има ли некакви најави за тоа што се нужно ќе сторите во првите денови? Така, тоа затоа ни се потребни оние 80 пратеници. Да се направат први оние реформи, така што се законски, а тоа е намалување на управни одбори, намалување на директори каде што се дуплираат нели функциите, оние финансови нели или стручни директори. Меѓутоа тие директори не се само од СДСМ или од ДУИ или од ВЛЕД, тоа се и директори од времето на ВМРО ДПМН, од владење. Така, затоа ги намалуваме директно. Зборам, тргаме од она што нели најгоре во валката, па потоа идеме надоле. Ќе направиме таа реформа, треба администрацијата, мислам дека треба да станува постручна и поквалитетна, бидејќи навистина луѓето не веруваат веќе во системот. И сега ќе се наврзам на прашањето за младите. Токму тука, ајде оние што пораснале во системот така на поранешна Југославија, на Македонија како што знаеме денеска, веќе се навикнале, претпоставувам дека и за жал нивната навика така води кон навиките и на самите административци. Меѓутоа младите гледаат една подобра иднина, нели во Европа денеска све е многу подостапно и затоа бегаат, бидејќи нема систем. Ако ги убедиме младите. Имате ли кадри, господин Велковски, имате ли познавања, имате ли финанси пред се, сите овие планови кои што ги најавувате се доста ригидни, доста се експлицитни да се спроведат за време на целиот мандат? Дали е доволно еден мандат, мора да кажам дека не. Секогаш така треба долго време за да направиш вакви реформи во една држава. Меѓутоа, ако не почнеме од негде, нема да стигнеме зборно до целта која што ја посакуваме сите во Македонија, така и како млад човек и јас, денеска да не постигнеме одреден ефект. Меѓутоа мора да почнеме. Мора да започнеме од негде за да стигнеме така до одредена да кажам граница која што ќе значи дека младите ќе останат во Македонија, ќе има подобри плати, ќе биде подобар животот на граѓаните во Македонија. Господине Велковски, ви благодарам за ова ваше гостување ова утро во Слободен печат. Ви пожелувам успех, а медиумите ќе бидат тука да го следат бурното око на вашата работа и доколку е неопходно да се критикува за она што е сработено и што не е сработено. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во Слободен печат. Ви благодарам на вас.
Почитувани, тоа беше заменик министерот за труд и социјална политика, господин Ѓоко Велковски. И слушнавте ставовите, плановите во однос на пратеничкото множество, на плановите за Министерството за труд и социјалната политика на идната влада. По овој разговор следува краток џингл и продолжуваме со нашата програма и нашите следни гости.